Добар ден, драги ученици! Денес ќе научиме нова лекција. Хартија. Адаптирани содржини по предметот Основи на природни науки од темата Материјалите и енергијата во природата. Лекцијата за вас ја подготви наставничката Милица Серафимовска. Што треба да научиш? Да откриеш каков материјал е хартијата. Да научиш како се добива, да научиш зашто се користи, да препознаваш предмети од хартија, да умееш да манипулираш со хартија. Да почнеме. Дали знаеш што се добива хартија? Хартија се добива од дрва, суви делови на растенија, струготини од дрво, текстил, стара хартија, коноп и друго. Сите состојки се мелат. Се ставаат во голем сад со вода. Се става лепило, а потоа низ сита се цеди и се суши. Така се добива хартија. Сакам да ти раскажам дека старите народи пред многу години рачно правеле хартија. Први направиле хартија кинезите, старите кинези, а потоа хартија правеле од и старите египчани, вавилонци, старите грци и старите римјани. Кои се особини на хартијата? Хартијата може да се превиткува. Таа може да се гужва, може да се сече, да се составува, може и да гори, може да впива вода и така натака. Зашто се користи хартијата? Зашто користиш ти хартија? На што пишуваш? На тетрадка. А од што е направена тетрадката? Од листови хартија. Значи, хартијата може да ја користиш за пишување и за цртање. Од хартија се прават весници и книги. Учебници. Значи за принтање на весници, учебници и книги. Картонот е подебел вид на хартија и тој служи за пакување. Тетра пак, хартија, служи за пакување на течности. Исто така користиме рециклирана хартија, повторно употреблива за многу картички и други намени. За декорирање и пакување, мека хартија, тоалетна хартија, хартијата има навистина многу голема примена. Од хартија се прават и пари. Се прават честитки, картички, амбалажа за јајца, декорации и слично. Дали запомни? Еве неколку задачи за тебе. Низ активности на часот откри ги особините на хартијата. Веќе си се сретнал со техниката оригами. Сега можеш повторно да направиш интересни фигури користејќи техниката оригами и превиткувајќи хартија. На часот по основи на природни науки можеш да изведеш еден експеримент. Ти треба една ролна тоалетна хартија и малку вода. Истори вода на клупата, а потоа со хартијата впии ја водата. Ќе видиш дека на клупата нема да остане вода. Тоа е заради тоа што хартијата има моќ да ја впие течноста. Хартијата гори. Но немој да гориш хартија сам. Може да биде многу опасно и можеш да предизвикаш пожар. Заедно со наставникот изведи еден опит во кој ќе видиш како гори хартијата. Толку за денешната лекција. Ти благодарам што следиш.